Ако премиерот Христијан Мицкоски во 2020 бил организирана параполициска воена формација составена од радикални националисти и затоа го следеле, зошто ниту една институција во тоа време не го информирало Министерството за внатрешни работи? Поранешниот министер за внатрешни Наке Чулев бара јавното обвинителство веднаш да ги истражи конструкциите за параполициски формации, бидејќи представуваат сериозни злоупотреби во безбедносно-разузнавачкиот систем. Тој вели дека во 2020 во предизборниот период во неколку наврати побарал од Агенцијата за национална безбедност да го информира доколку постојат незаконски активности, но не добил ништо. Апелира обвинителството да ги утврди сите инволвирани луѓе и незаконски действувања во следењето на Мицкоски како наводен организатор на параполициска формација. Имено, по преземањето на функцијата технички министар побара писмено и во рамки на работен состанок од надлежните институции да достават информации за потенцијални безбедносни ризици во пресредно одржување на изборите. Вакви информации до мене МВР, но и до владата и Советот за координација на безбедно-разузнавачката заедница во тој период воопшто не беа доставени. Туку се поставува јавно прашањето доколку институциите располагале со такви информации за сериозно безбедносни закани, зошто истите не беа доставени до надлежните институции во исклучително сензитивниот предизборен период и покрај тоа што во истото во неколку наврати беше побарано од моја страна. Инаку, Мицкоски наводно бил инспиратор и финансиер на параполициска воена формација составена од радикални националисти. Ваква причина навеле безбедносните структури за да го следат премиерот, тогаш лидер на опозицијата. За време на техничката влада во 2020 Мицкоски бил следен во чекор и не само тој, туку и неговата сопруга и двата сина. Го следеле под кодните имиња на измислените ликови Цилиндар и Џокер. Според премиерот, имињата се креирани од разузнавачките служби во пресред на изборите во 2020 година, кога беше во опозиција со цел да создадат алиби за негово следење. Премиерот за оваа тема разговараше со републичкиот јавен обвинител Љупчо Куцевски, како што најави, тој чека дали гласот ќе допре до нив и тие ќе постапат.